Знаеш зашто кафе ми е една од единствените кога почна да збориш дека пазам. Ја ова си го рачунам како една од стварите што не ги пазам. Кафе? И за тоа и невидениот греф тоа е едно од, ако не е единствените места кај што и уствари ставам шекер. Унес обавезно. Затоа што Една лажица мора, иначе грдо е. оти нели избориме против шекер, имам млеко, кафето, ја морам да имам шекер у него. Никад не пијам такви кафења, пијам еспресо горко. И сега ја тоа си го рачунам како ова е едната ствар. Не ради шекерот да што ги оставам, него не ми се свига. Ама муабетов беше, тоа е една. Дали ти е убаво? Вкусно ти е? Убаво, мене ми е ритуалчето са бајле. Убаво ти ритуал. Тоа ритуалчето са бајле. Малце млеко, лажица шекер. Како ја не можам да те терам се да те убедувам да пиеш што друго. Па добро, ама сега кој до толку. Абе, ама са бајле, кога ќе го направиш, ќе си го измешаш, ќе си ставиш овакво. Тоа бе да шо. Не знам, пушачи веќе ги видиш минус 60 надолу, ти пуши цигарче. Сега и сол малце му стам, па си правам. Се спешал ти не. Затоа не го пазев многу. Сега да го читам ја што состои, ја шекер лупам у него, а не па дали било. Добро, Си слушај. викам, едно у ден. Ама затоа сакав тоа да те прашам како би си го подобрил искуството дома. Па и би си го подобрил искуството, зашто со тоа што би пробал и различни работи и може да си го најдеш, не знам. Ако ти се свиѓа Нескафе, на пример, тебе би ти било фино дома, не знам, да направиш форма на кафе во смисла на, не знам, френч прес да си направиш. Си стискаш. Браво. Ме разбираш? Браво. Си можеш да пиеш по-квалитетен производ да пиеш и на пример да не ти создава стомачни тегоби. Значи имаш врска ти со квалитетот на производот како во секоја хранлива материја што ја внесуваш, како е преработена термички, така тебе ти реагира и организмот. Кога пиеш лошо кафе, те боли стомак цел ден. Или те копа желудник, си издрви две еспреса некој. Гадно ти е. Кај нас немаш тегоба. Те гребат мачки. Мока беа оние Мока ти се двете лончиња едно и друго. чезвенца како во комори. Тоа можеш да си го пие. Во Италија тоа многу. Па во Италија многу и во Шпанија многу се пијат мока пот, па тоа им е домашно еспресо. На пример лаваца како кафе произведуваш во Италија повеќе е застапен како кафе за домашна употреба отколку како кафе во кафетерии. Да, они се number one за домашни, за дома кафе. Мислиш да си купиш Да, кеса си лавац? купуваш, ти пиеш дома еспресо, си правиш мока потче ова. Да. Јас сум уштил капсули со кафемати, толку сум назад у кафе. Па не си назад, нема везе, пак имаш кафемат, пак имаш капсула, ти на тие капсули пак можеш да најдеш. Тоа е првиот чекор. Сега ти дали ќе сакаш да навлезеш, веќе од тебе веќе може јас малку Имаш премиум капсули. Па имаш на пример Има, капсулите на Или се феноменални. Да. И мирисаат убаво, капсулите као кафе. на Или капсулите се подобри од било кој од најголем дел од кафиче во Скопје што даваат кафе. И кој ќе отвориш мириса на кафе, а капсули си. Да. Имаш меко остава кај што ги чувам капсулите. Океј. Добро. Значи не е греф шекер. Абе се не е греф. Не, а пак ти кажувам. Во еспресо е греф. Секој Нигде кофи не е лавер греф, ти кој ќе му греф. кој ќе чуе дека Во ставаш Нескафе не е нешто. греф, ништо Нескафе кофи лавер ќе ти каже не пи тоа гомно. Јас ти кажувам, јас си ставам малце шекерче во еспресото. Тоа права ми е, греф ми е. Ама кога јас пијам арабика со малце шекерче, ми е покисело сладка ми добива некаква и ми ги вади вкусовите кои што ги барам. Разбираш, и мене на пример тој сооднос ми се допаѓа кафе без шекер. Ама ако сакам на пример да го осетам вистински, сега сте зборам, тоа е мое лично видување и мое личен гушт е тоа. Сега дали некој ќе ме суди или нема да ме суди, не знам, имаш кафетерија кај нас што пишува fuck sugar, ме разбираш? До толку. Ама сега ако дојде некој, ако си побара шекер, па сега не е греф пак. Да бе, комуавето со кетчапот на пицата ќе го навредиш шефот и слично, јасно се. Па добро сега, тоа веќе, да. Така доаѓа, да.